За прв пат во традицијата на екипата на телевизија Мориш за селото е видено од првото возвишение. Тоа е направено од одредена причина, неракоја толку е близу до Охрид, што возејќи се до селото Вапилање поминувате низ урбанизирани населби и малку занимливи за вас. Само 10 километри оддалечено од Охрид. Чини ме Вапилското поле представува продолжение на Охридското, а толку е големо што се право им дозволи на Вапилани да го прошират селото по должина на асфалтниот пат од 2 километри. Раштрканото село Вапила сакавме да го видиме и одблизу. Да го побараме нешто од вредното што во облик на традиција ќе ни го понуди нам, односно ние на нашите гледачи. И затоа начинот на градење на вапилските куќи сличен. Но мора да признаете помалку и различит од охридскиот начин на зидање, иако всушност Вапила најблиско до Охрид. Како и секој патник и номерник, настојувавме сами да откриеме некои детали, кои што понекогаш и не ни успеваш. Ќе забележите овде еден ред на куќа, само еден единствен влез. Зашто станува збор? Дали можеби за една фамилија, која што, ете, го користат заедничкиот двор? Во долината на сувата река према источната страна, инаку забележително беше дека се најдуваат вапилските градини и ниви. По изгледот на вапилските дворишта наговестуваше дека овде сепак живеат луѓе. И тоа со бунар пред секоја куќа и со фурна за печење хлеб. Ево го карактеристичниот начин на зидање на куќи на Вапилани. Чардак, но карактеристичен. Понајмалку личи на охридскиот. Али сите во Вапила се исти. Забележавме објекти кои што одвај се држат на сопствените темели. Бунарите пред секое семејство во Вапила не е случајност. Иако не е толку одамна благодарение на директорот на ЕМУ господинот Митлиевски, Вапила доби вода, но издвоена како дел од погонот на ЕМУ во Косел. Немајќи ја водата во доволни количини и ден денес се случува рестрикција на некој начин. Чешмите во Вапила не се подготвени да ве освежат во добар дел од денот и затоа тогаш дури бунарот доаѓа до израз. Широките гумни и плевни кои што се само делимично пополнети со сточна храна зборува дека во Вапила се уште се негува сточарството и земјоделието. Ако ништо повеќе, макар оние 50 на жители кои што се делимично пензионери. И овој така наречен кош претежно служи за складирање на добиточна храна, за сушење на пченка. Забележувате дека во Вапила паралелно со умирање на старите и крошни домови се раѓаат нови, поквалитетни, безмалку речено грандиозни, што пак на некој начин зборува дека Вапила ќе живее и тоа може би со едно посречно утро.
Механизацијата од земјоделски машини потврдува дека вапилското поле и сега се обработува. Нешто подоцна ќе забележите и страништа. Лозје, како и овоштарници, кои исто така добро изгледаат. Во оваа куќа, иако видовме само еден стар човек, ние го прогласивме за комплетно семејство. И само малку напред се најдува некоја училишната зграда, што кога се приближивме, нашата камера не беше во можност целата должина да има во сопствениот кадар. И затоа одлучивме да направиме еден круг околу старата училишна зграда во село Вапила. Таму каде што денес до 4-то одделение учат писменост 15-тина ученици. Се чинеше преголем објект за толку малку деца. Но некогаш овде, во 74-та година, учеле дури 170 ученици, собрани од 4 села, од Сирле, Ливаиште, Расино и Вапила. Сега само еден дел од училишната зграда се користи како вистинско училиште. Другиот дел е напуштен. Мислејќи дека како така се одржува нашата радознавост, во почетокот мислевме дека ќе ја задоволиме само со пружање низ рак на нашата камера да види што се случува во внатрешноста. Арно, ама нешто подоцна го откривме и слободниот глес. Констатиравме дека ова огромно здање пропаѓа. Или, ако сакате, не се користи за ништо. Во некогашните училници останале само спомените на врените детски рааци. Овде своевремено работела и агрегат за осветлување за сигурно. Како дознавме, користено е во поново време како резултат на посета на територијалната одбрана. Ова е веќе делот од училишната зграда што се користи и ден денес. Да не остане ниту едно семејство без вода, а понајмалку училишната зграда, и овде е применет комбинираниот принцип на обезбедување и бунар и водоводна чешма. Паралелно со училишното двориште се протега и фудбалскиот стадион на фудбалскиот клуб Борец од Вапила, се такмичи во општинската лига,
и викаат Денис ја држи златната средина на 9-то место. Некогаш се обработувало Лапилското поле со срп и мотик. И знаело да биде многу побогато отколку денес, кога се обработува со трактор и комбајн. Знае да роди во Лапила, меѓутоа производители лесно се пласираат на Охридскиот пазар поради неговата близина со градот. Која е причината за една ваква запоставеност, на сите ни е познат. Надевајќи се на полесен живот, зашто барем пронешните луѓе ја прогласија живеачката за тешка во Лапила, сите се повлекоа во градот. Сега само најупорните знаат да произведат квалитетно грозје, да ги наполнат амбарите со жито, а богами и да произведат олошки од типот на јаболки и круши. Како Лапилското поле представува продолжеток на Охридското поле, сигурно е дека ја знаете неговата вредност. Постојат и запуштени и напуштени лозја и овоштарници. Дали било потребно голем труд да се вложи овие овошки да родат? Иако на повеќето од нив и тоа им се случува. Некогаш ова село броело околу 80 семејства и, како ни рекоа, само 2 куќи немале овци. Изобилува со сточна храна, со пашњаци и со широко поле. А денес сето тоа се свело само на онолку стока што викаат домаќинот колку да се занимава. А токму овде се најдува богата механизација за обработка на земја. А организираноста е пак врзана со пари. За оваа механизација биле потребни. А откога ќе се вложи, животот селски постанува лесен. Полни амбари и полни чардаци, само на таков начин ќе биде полна и домашната фурна, како и домашните бочви со црно вино. Бевме во прилика домаќинот да го затекнеме како вари ракија, гроздова ракија. Пробајте, ја ми рече, вкусно изгледа, но мене ми е принцип да соберам некој литар повеќе за да ја препечам нешто подоцна. И токму она, втората, ќе биде вистинската, онаква за каква што знае моето семејство. Овој казан што го поседува нашиот домаќин не е подвижен. А богами и добро е оптоварен со оглед на плодовите што домаќинот успел да ги собере при крајот на есента. Не се сомневавте дека ќе покажеме интереси за духовниот живот во Лапила. Црквата Света недела се најде пред нашите очи.
И се разбира човекот задлужен за одржување на црквата Свети Недела, господинот Ѓорѓиевски Бошко, а некогаш помошен службеник во спомнатото училиште, ни раскажуваше дека оваа црква всушност е релативно млада, зидана во незгодно време. 45-та година, веднаш после ослободувањето, односно на самиот почеток од комунизмот. Оваа црква е градена на темелите од многу помала. И како што ни рече господин Ѓорѓиевски, се криевме за да ја изградиме, зашто комунизмот не сакаше да градиме цркви. Тоа е причината на пребогатиот иконостас нешто да му недостасува. Горниот дел од црквата Света Недела не е завршен. Сето другото, оно духовното, зашто одсекогаш го негувале вапилани, е застапено. Спој на злото со спасението. Икони не само кои што одушевуваат, туку што ги чини вапилани во редот на најславните по традиција духовни чуватели на православието. За завршување на Вапилската црква Света Недела направен е план и се очекуваат средства. Најповеќе по принципот на самопридонес. Вапилани ветија дадоа збор дека црквата Света Недела ќе изгледа како што е замислена пред 50 години. Исто така, црквата Света Недела е прилагодена за сите свети тајни. Крштевка, венчавање, погребен ритуал. И се разбира гордо стојат имината на оние луѓе кои што успеале да ги прошират темелите. И веќе утре од неа да ја престават во еден прекрасен храм. А со оглед на малобројниот народ, црковната кујна и трапезарија се доволни да ги собере сите. Не треба да се каже дека кругот на црквата представува и вечен дом на сите вапилани. До пред неколку години дрвената камбанерија сега се воздигнува Предпоставивме дека таму каде што се најдува и селскиот храм Света Недела, покрај единствената продавница во Вапила, може да се најдуваат и просториите од местната канцеларија, односно заедница. Односно, веќе бевме свесни дека чекориме по сред селото Вапилско. Просторијата од местната заедница ја затекнавме со отворена врата и отворени прозорци. На прв поглед доликуваше за напуштена зграда, меѓутоа не бевме управа. Прозорците стојат, а и вратата стои. И по потреба, кога ќе се наполни, се затвораат. Да се оди напред, но не олку спора. Затоа пак Вапилани имаат повеќе собрани центри. Ако се помалку, договорот ќе го направат во единствената продавница, што ја гледате во моментот.
Може да се направи разговор и во собирниот црковен центар, а по потреба за повеќе луѓе ети и просторијата од местната заедница. Тука имало аги, чивлизи, 2-3 чивлига, тоа не ги не дојдоле на чивлиги, не сме млади. И после тие нас се населували. Една компанија била од Пешко 5 Долни Девар, човите, така го викали, така кажува по старите. Едни од Слатина, кои ние сме од таму од пореклото наше потекнато Слатина. И тие ползувачи, значи на агите тука, пилали му правиле, па со тој се имат добилно селото вапила. Кој да води? И така и ден денес го станало, значи. Пила со ориста. Так. На агите. И така вапила го завитали. И така и ден денес кенечи се вика пиле. Па во моментот 48 се наоѓа куќи, растурени куќи, како овде беше населено на село, значи со куќи, од рекава, река одете че се задругава, све ови гумени бе надолу вака и срезало беше тука се целото. На Великден си ставаше, на Божик, там обични празници, значи, религиозни, там срезало се гаѓа. Си игра луѓето. Со гаја се свиреше, со камен се натврляше, се наскокнува, тоа беше тогаш за стара Југославија. Тоа беше патот пред тоа направен, значи, луѓето ќе застанеја тука, може, не бега. Тако имаше вода пред, после, така, водата покасно, после 10 години патот е добре. Ете, од вашата лева страна се најдува и господинот Климовски Благоје. Господине Климовски, како вие го замислувате селото Вапила утре? Која судбина го очекува селото Вапила ако го задржи овој степен на развој или пропаѓање? Ја мислам дека ќе се развие селото. Така ќе може да се, пошто се изгради автопатот, асфалтен пат. Водовод има, струја има, телефони има и куќи се градат сега, се враќат од младите, некои прават викендици, убави викендици малку. Тоа е многу добро. Ја мислам дека ќе во поскоро време има доста ќе страдат млади да живеат од дека. Се очекува тела се служат дека ќе може и возот да дојдат до овде во селото наше имат ливење, која ќе би главна станица, така се програмата е направена за цифрани. Кога ќе се почетали, винаги ако тоа се изградило, ќе имат доста навики спорт назад да живеат. Местото е наше во рамнина и во брдовите, али тоа брдовите многу добро, сложно не е за дрва и многу сложно е место. Широко е Вапилското поле и забележавме ние дел на обработливи ниви, односно стрниште, дел на напуштени овоштари и дел на квалитетно лосие. Тоа е се кој не се тука. Тие така малко се позастанат. Иначе имат и житарици се прави, нас во лосие може да се направи, има доста се лосие, многу го успеат. Од некаде, за пчеларство успева, многу пчели, има доста луѓе од Охрид што дојде и свака на среди. Има на неколку места пчели што се развиени. Тоа е многу, за пчелите е многу бој. Колку сте врзани за градот Охрид и дали успевате нешто од собствените производи да пласирате на Охридскиот пазар? Тоа све кои што производи млеко, некој има тука сирење што го обработува дома, го носат на пазар, го продаваат сливи, нешто јаволка, нешто грозје, што уранка се носи, и перки некои што имат тижента, графча, макар тоа не е сувое, иначе ова што имат малце вода, многу добро користи. Дали постои можност да заживее земјоделието во селото Вапила? Ако би тоа помогнале, може да се живее. Може. Дали се случило на поедноставен начин да се обработува земја со плуг или рало во Вапила? Не, само со трактори, механизација, иначе со друго работа, тоа испадане со рало, што орава напред, со волови, тоа се ораше, али сега тоа не доаѓа. Комбајните жнијат, летно време,
се работи со комбајн, некој напред со срп се жниеше и се нешто. Сега со комбајните, машините ќе дојдат во пожи, за прво време ќе се соберат. Има ли млади луѓе или претежно живеат пензионери? Повеќе пензионери живеат одека, остали, млади луѓе сосем малку ќе имат. Тие се селени во Охрид, али сидат и имат приоритет кога се, ќе работат, луѓето младите, не старица, нема да ги работат. Сидат тие се враќаат, али си живеат во Охрид. Иднината на селото Вапила не е ни толку лоша. Не е лоша. Добре, вистинско да. Пролетно време овде Вапила е многу убаво. Сија летно време овде Барештина, иначе најчист воздух, најубаво за живење, што нема да би цвеќа, треви, имаш сливи, се тоа. Ли убаво што е и во ниско и во високо, тука близината може живе. Тоа е најубаво место вистински да живење многу. Сепак, према нашите забелешки, селото Вапила е во подем на развој, а се помалку село на распаѓање, што е честа прилика во македонските села. Во една прилика се надеваме дека при посетата на селото Вапила ќе не дочека урбанизирана селска населба, онака како што ја замислуваат засега и денес последните луѓе од ова село, наречени пензионери. Нека ви е Господ на помош.